Инфраструктурата представува основа и платформа за развој, за економски развој на една општина и еден регион. Тоа беше нашата намера кога започнавме со овој проект, уште со самата апликација. Значи, изработка на студија за подобрување на можностите во овој регион. Нашата намера е таа студија сега веќе да се достави до општините и сите тие заеднички да почнат она што е ставено како приоритет, како предлози да го имплементираат, односно подобрување на комплетната патна инфраструктура во сите општини од југоисточниот плански регион. Тоа е една од најважните работи затоа што се знае секој еден инвеститор кога доаѓа, значи регионот станува препознатлив по доброто како место на инвестирање доколку има добра патна инфраструктура и поврзано со другите центри во Македонија и надвор од него. Тоа е нашата намера на секој начин да се подобри значи квалитетот на живење на луѓето преку подобрување на економскиот развој на нашиот регион. Така, може ли конкретно со кој го реализиравте овој проект, што е програмата за прекогранична соработка, колку средства? Вака, овој проект е реализиран со партнерство со регионот Централна Македонија од Република Грција и од наша страна се вкупно 110.000 евра, околу 110.000 евра, кои не се наменети нормално само за студијата. Тука беше изработка на нов патен правец помеѓу две општини во нашиот регион, се работи Ѓавато Грчиште, што се скратува растојанието за 35 километри, со што се подобрува и поврзувањето на двете општини, меѓутоа и со другите општини во регионот. И она што беше другиот дел, градење на капацитетите на вработените на општините преку користење на знаењата и искуствата на нашите партнери од Република Грција и преку нивната реализација на проекти и начинот на работа. И уште едно прашање, каква ни е патната инфраструктура во југоисточниот регион и дали центарот и понатаму ќе работи на незино усовршување или модернизација на патната инфраструктура со оглед дека сега е студија, но треба да се градат тие патишта? Морам да кажам дека во моментот југоисточниот регион не може да се пофали во таа страна, значи има една од најлошата патна инфраструктура во Република Македонија. И чудо е, би рекла, до сега што имаме толку инвеститори во нашиот регион, меѓутоа тоа што е работа на центарот, значи претходниот проект, значи промоција на нашиот регион за инвеститорите, секако подобрување на патните правци за што работи и веќе започнуваме со новата програма за следниот период за нашиот регион и една од главните стратешки цели е секако подобрување на патната инфраструктура. I'm very pleased this project has taken place because it sets up a very good basis for development of these areas. First of all. Навистина сум задоволен што овој проект е спроведен затоа што поставува добра база за развој на овој регион. Secondly, cross-border cooperation is one of the important aspects of our enlargement policy, where we're trying to improve relations between countries, economic relations between the people themselves. Исто така, вториот аспект кој што е многу битен е меѓуграничната соработка, затоа што го подобрува односот и соработката меѓу земјите соседки, а исто така е важен аспект за нашата политика за проширување на Европската унија. So rural roads are obviously a very important part of life here. People need to be able to interact and to get goods to market and to be able to speak to their neighbours. So the improvement and working on how to improve the road network will be an essential part of developing all these different regions. Руралните патишта исто така се многу битни затоа што локалното население ги користи потребно за да ги однесе својата добра стока на пазарот, да разговара со соседите и затоа се битна работа за развој на регионот. But what is also very nice is that this project is beautifully timed. The project is finishing now, and by the end of the year we will have a program to be implemented for us by the World Bank, our money plus government money, of 20 million euros for rural road improvement, rural infrastructure. So it's not just do studies and then do nothing. This is doing studies that lead to actual investments. Исто така битно што овој проект е испроведен во совршен временски период, затоа што до крајот на ова година со парите од Светската банка, нашите пари и парите од владата се планира проект кој што ќе го финансира градењето на инфраструктурата. So we're putting in 15 million euros, the government putting in 5 million euros. That'll be quite a lot of impact on the rural roads and rural infrastructure. Значи, ние вложуваме 50.000 евра, владата вложува 5.000 евра и тоа ќе биде добар инпут за развојот на руралната инфраструктура. This project also brings me back to
my working life a long time ago in the UK, before I started working in the European Commission, when I was working on rural development, working on rural road programs, and asking for money from Brussels. Овој проект исто ме навраќа на моето и работно искуство од пред многу години во Британија, каде што јас работев на руралниот развој, на програмите, руралните програми, каде што бев принуден да барам пари од Брисел за рурален развој. I worked for local government in Britain 25 years ago. I worked for 10 years on rural development inside Brussels for development inside Europe, so I understand the problems. Пред 25 години, за 20 години работев на руралниот развој во Велика Британија, 10 години работам на рурален развој во Брисел, така што ова проблематика ми е многу позната. Okay. Thank you. Министерството за локална самоуправа е еден од основачите на овие регионални центри. Сега сме денес во Југоисточниот развојен центар, каде што тој е втор по големина во Република Македонија, веднаш после Скопскиот. Има голем потенцијал и ние се надеваме дека се повеќе и повеќе ќе се развива и ќе се носат нови проекти и нови инвестиции во Република Македонија. Тоа е добро за граѓаните во овој дел на Република Македонија, бидејќи тука се преклопуваат и прекограничната соработка со Република Грција и она со Република Бугарија, што е многу значено за нас како Министерство за локална самоуправа. До сега од 2013-2017 година сме имале 13 јавни повици, имаме склучено повеќе од 150 договори во вредност од некаде околу 16 милиони евра. Наредно тромесечие имаме ИПА-2 програмата, очекуваме уште поголеми средства и се надеваме дека самиот развој на инфраструктурата, дека ќе се подобри и самиот квалитет на животот на граѓаните, на бизнисот и така натаму.